да се огледаме на Христа и да ги презреме сите светски суети. Оној што оди по мене, нема да оди во темница, рече Господ. Тоа се зборови на Исуса Христа, со кои не повикува да се огледаме на неговиот пример и живот, ако сакаме навистина да бидеме просветлени и ослободени од секоја заслепеност на срцето. Наше главно учење нека биде размислувањето за животот на Исуса Христа. Христовата наука ја надминува секоја наука на светителите. И оној што не ја би ја проучил, би нашол мана небеска скриена во неа. Но се случува многумина, иако често го слушаат Евангелието, малку да бидат трогнати од него, бидејќи го немаат Духот Христов. А оној што сака целосно да ги разбере и да ужива во Христовите зборови, нека се потруди целиот свој живот да го сообрази со неговиот. Што ќе ти користи ако научно расправаш за Света Тројца, ако ти недостига понизноста без која на Светата Тројца не иси по волја? Навистина, учените разговори не го прават човекот праведен и свет, туку на Бога можеш да му станеш драг само со чист живот. Повеќе сакам да го почувствувам скрушението, отколку да можам да го дефинирам. Кога би го знаел напамет целото Свето писмо и сите изреки на филозофите, што би ми користело сето тоа без милоста и христијанската љубов. Суета над суетите. Се е суета, освен љубовта кон Бога и службата на Него единствениот. Најголема мудрост е да се тежнее за Царството Небеско со презирање на овој свет. Значи, суета е да собираме распадливо богатство и на него да се подпираме. Суета е да копнееме по почести и да сакаме високо да се издигнеме. Суета е да ги следиме желбите на телото и да го бараме она поради кое подоцна ќе мора строго да бидеме казнети. Суета е да се посакува долг живот, а да не се грижиме за честит живот. Суета е да се внимава само на сегашниот живот, а да не се погрижиме за она што ќе дојде. Суета е да се сака тоа што толку брзо минува, а да не се брза онаму кај што не чека вечната радост. Подсетувај се често на зборовите на премудриот. Окото не може да се нагледа, ниту увото може да се наслуша. Значи, настојувај да го оттргнеш своето срце од љубовта кон видливите работи и целосно предај го на љубовта кон невидливите. Зашто оние кои одат по својата сетилност, ја валкаат својата душа и ја губат Божјата милост.